Благодарам, подпредседателка. Еве, кратко, колешка Лукаревска. Се обидов да фатам некои забелешки од она кое што го говоревте и говоревте за инклузивност и мотивирани наставници. Според мене, а предпоставувам и според сите останати, инклузивност е кога работиме со поголем број на ученици и кога работиме со ученици од секаква категорија во една паралелка. Не е инклузивност ако работиме со едно или две деца во паралелката. Ова повлекува и мотивираност и на наставниците, и на учениците, и на сите останати чинители во образовниот систем. Мотивирани се повеќе кога има повеќе ученици во паралелката, тогаш и наставникот е помотивиран да работи, тогаш и ученикот помотивиран за поголеми знаења. Спомнавте кој ќе поднесе одговорност за тоа што директорите не поднеле барање за трансформација на работен однос на наставниците. Јас колку што сум информирана, а предпоставувам дека и вие знаете, дека за да поднесе еден директор барање за трансформација на работен однос, освен што треба да ги исполнува условите наставникот, треба директорот да поднесе и изјава за морално и кривична одговорност, собствена, дека во рок од 5 години нема да се намали бројот на часови и нема да ги изгуби истиот тој наставник часовите. За каква одговорност зборуваме и кој треба да поднесе и понесе одговорност? Директорот или? Постојано зборувате дека оптимизацијата е укинување на некои права. Напротив, ќе повторам, заради тоа што повторувањето е мајка на знаењето, ќе повторам дека оптимизацијата практично значи дека се подобруваат и ги подобруваме условите за работа и на наставниците и на учениците. Секое дете, секој ученик ќе добие поквалитетно образование. Верувајте дека учениците, ова го зборувам од лично искуство, дека учениците не се толку мотивирани за работа кога работат 1, 2 или 5 деца во паралелката. Секогаш нивната мотивираност е поголема кога имаат со кого да го споделат знаењето и со кого да работат. Ви благодарам. Контра реплика за